Добар ден, почитувани! Се надевам дека сте добро, дека се носите со товарот на новото нормално и дека планирате и делувате во насока на подобрување на квалитетот на живеењето. Се радувам на денешното виртуелно дружење, иако повеќе од се посакував да го имаме традиционалното физичко дружење. Сигурен сум дека се сеќавате на минатогодишната конференција на ГДИ во септември, кога главната порака беше инвестирање на компаниите и институциите во процесот на дигитална трансформација. Со поголем број од вас брзо се навикнавме да користиме виртуелни и дигитални услуги, скоро во секој аспект од работењето. Сега, со олеснување на ограничувањата на движење во некои делови на светот, вниманието се префрва на следната фаза на закрепнување. Организациите, и ние и вие, треба да се погрижат да бидат во најдобра можна позиција за да успеат во новата дигитална реалност и тие треба да изградат дигитална еластичност доколку се соочиме со нова и поинаква глобална закана. Време е да се делува за луѓето и за планетата. Нашиот свет и нашата иднина се под закана од сиромаштија, растечка нееднаквост и климатска криза. Направивме некој прогрес, но не во доволна мера за да испорачаме ветувањата, за да ги исполниме одржливите цели за развој. Мораме да ги забрзаме и ревитализираме напорите ако сакаме да ги постигнеме овие цели. 2022 година ќе биде клучна година за ова. Тоа е година полна со клучни моменти на одлучување за нееднаквоста, климатските промени, екосистемите, демократијата и граѓанскиот простор. Тоа е критичен момент, мисија, да се инспирираме и ангажираме, за да го поставиме патот за деценијата што ни следи. Време е да се делува. Тоа значи кампања, планирање, акција за големи достигнувања на политиката, предизвикувајќи поголем локален и регионален активизам и создавање културолошки моменти што се пробиваат во мејнстримот и повторно ја активираат акцијата за борба против сиромаштијата, нееднаквоста и климатската криза. Но пред се и најважно значи здружување на силите. Значи нов напор за да се направи ова, собирајќи ги луѓето и институциите за минимум една супергодишна заедничка акција. Како да го планираме сето ова? Самиот факт што треба да го поставиме тоа прашање е вознемирувачки, застрашувачки и фрустрирачки, бидејќи тоа е нешто за кое никогаш не сме очекувале дека ќе треба да одговориме. Кога ќе завршиме училиште, повеќето од нас се подготвуваа напорно за иднината што ја очекуваме. А сепак, кога станува збор за нашиот работен живот, денес работите не функционираат како што планиравме. Или ова не е како што ни беше кажано дека ќе биде. Растејќи ни убедуваат да веруваме дека иднината е доволно предвидлива и ако учиме напорно ќе ја добиеме работата што ја сакаме, во средина што ја разбираме, и дека ќе живееме среќни и успешни животи. Но не е точно така. Нашите кариери и животни патишта денес ретко се движат по права, предвидлива линија. Изгора на тоа се грижиме оваа линија да не сгасне. Ние станавме толку индоктринирани со овој начин на размислување од нашето образование, со начинот на кој не научија да размислуваме, и нашите организации со начинот на кој тие ги решаваат проблемите, што е повеќе или помалку единствениот начин на кој пристапуваме кон што било. Но она што е многу паметен пристап кон позната или предвидлива иднина, воопшто не е паметен кога работите можат да се предвидат, како сега. И тој факт е во срцето на фрустрациите и стравот, што повеќето од нас го чувствуваат. Работите едноставно не се толку предвидливи како некогаш кога станува збор за заговор на супериорна и задоволувачка кариера. Прилично е страшно кога не можете да го планирате и контролирате својот пат до безбедноста, а камоли работата што ја сакате. Во свет каде што веќе не можете да го планирате својот пат до успехот, кој е најдобриот начин да постигнете доживотна сигурност и да ги постигнете работите за кои навистина се грижите? Наместо да размислувате за тоа што би била совршената работа или кариера и да работите наназад од таму, започнете со насока базирана на вистинска желба и потреба во која мислите дека сакате да одите. Потоа, дополнете го тоа со стратегија за откривање и создавање можности, решенија,
во согласност со вашата желба. Со други зборови, не ја барате совршената работа решение. Создавајте или во постоечката организација или самостојно. Зошто радикално поинаков пристап? Тоа е лесно да се објасни. Во несигурен свет едноставно не можете да се приближите да замислите што би можело да биде совршена работа, решение за вас. Не е познато, особено кога се обидувате да предвидите 5 или 10 години однапред. Светот може радикално да се промени во тој временски период, но она што е 100% познато е она што е вредно и важно за вас. Кои сте вие? Што ви е потребно во вашата индустрија? Кои дигитални алатки ви се неопходни за управување со секојдневните процеси? Како ја замислувате и посакувате вашата дигитална реалност? Одговорите на овие прашања ќе ве упатат во продуктивни насоки. Имајќи го тоа во предвид, прашајте се какви се вашите средства, вашите таленти и вештини, кого знаете, што знаете. Во секој случај, додека одговарате на овие прашања, ќе ви се прикажат различни можности. Процесот од планирање на вашата иднина, кога навистина не можете да планирате, изгледа вака. Одредете ја вашата желба или потреба. Направете чекор кон тоа, учете од преземање на тој чекор. Направете уште еден чекор, учете од тој. Го следите циклусот, делувај, научи, изгради. Повторете го моделот додека не ја постигнете вашата цел. Тоа представува ваше действување на начин каква што ја сакате иднината. А како да знаеме дека овој пристап ќе функционира? Затоа што веќе функционира. Никогаш не сакате повторно да го измислите тркалото. Само започнете. Преземете акција. Создадете иднина. Тоа е најдобар начин за навигација кон непознатото. Побарајте луѓе, компании кои имале такво искуство и биле успешни. Патот до новата реалност ќе има многу пресврти, а можеби дури и неколку дупки. Но, уверен сум дека организациите што ја забрзуваат својата дигитална трансформација, ќе продолжат да ги придобиваат своите клиенти. Користењето на решенијата што ги нудиме како компанија и дигитални операции, дигитална реалност, дигитална анализа, обезбедуваат силна основа за дигитално овозможени, применливи и одржливи планови за обновување и развој на институциите. Во продолжение, би сакал да ги најавам прилозите за продуктите на ГДИ, имплементацијата на истите кај дел од клиентите, како и решенијата кои ги имаме обезбедено во институциите соодветно. Клиенти кои долги години инвестираат во дигиталната трансформација. Секако, нема да ги заборавиме и традиционалните награди, новости во светот на ЕСРИ, а посебно би ја потенцирал панел дискусијата на тема Дигитален одржлив развој Македонија 2030, каде што ценетите гости ќе не запознаат со видови програми и мерки од страна на државата за дигитализација на бизнис процеси во предпријатијата, мобилизација на фондови, планирани проекти за дигитализација на администрацијата и така натаму. На сите вас да ви посакам интересна, забавна и пред се корисна конференција. Се надевам на скоро видување на стариот и препознатлив начин на дружење со ГДИ Скопје. Ве поздравувам, бидете одговорни.